новинарството, квалитетот на информацијата и едуцираноста или едукацијата кај новинарите, кај оние кои што директно до вас, почитувани гледачи во случајов, инаку и слушатели и читатели, ја пренесуваат информацијата која што треба да ја знаете, ги пренесуваат податоците, оние на кои што би требало да им верувате. Во студиото се, ќе ги представиме прво гостите, оценетите американски држави, Кетрин Макманус, Бил Силкок и професорот на правниот факултет Драган Гоцевски, правен факултет Јустинијан I, интердисциплинарни студии по новинарство, на кој што бев дел и јас, и чест ми е што ово утро имаме гостина од оваа установа. Ќе почнеме со вас, професоре, унапредување на журнализмот кај нас. Можно ли е да се случи? Апсолутно е можно и впрочем веруваме дека во моментов и се одвива веќе, односно се во последни фази од имплементацијата на еден проект кој што го работиме заедно со партнерите од Волтер Кронкајт институтот од Државниот универзитет во Аризона. Значи станува збор за целосно иновирање, ажурирање на и курикулумот и начинот како се изведува наставата на студиите по новинарство. Основавме на правниот факултет и Центар за медиуми и иновации. Со нивна подршка обезбедивме и средства. Да, имаме слики, фотографии имаме од моментите на она што го градите практично пред, за и потоа. Да, од она што се случува. Да. Така да во тек изработка, односно градење на целосно студио подготвено и за оваков тип на настани. Вакво слично или помало? Квадратурата е може малку помала, меѓутоа стандардот и квалитетите се тука. Со монтажа, со видео уредување, аудио уредување, подкасти, лайв стримс. Така да ќе гледаме на студентите по новинарство. Современи содржини. Да. Професоре, ќе ни помогнете во преводот. Секако. Да, прашање за господин Кетрин Макманус од Државниот универзитет во Аризона. Колку од она што можевте да го видите тука, колку им е потребно на македонските идни новинари да напредуваат во образованието? Okay, so Catherine, based on what you've able to see, based on what you've seen so far here, what is your perception? What is your assessment on what the journalism in Macedonia right now needs, to grow, to prosper? I think the project that we're doing, we're very excited to obviously be here. I would say I see tremendous enthusiasm from the students at UKIM that we've held workshops the last time that we were here. And so I think when I look at the students, what I see in them is basically the next phase of journalism here in this country. I know that right now the numbers of journalists are down within Macedonia. And so part of the project that we're doing is to revitalize the enthusiasm of the next generation and have them, become very excited about journalism and then go forward and practice and do their practice. Значи, оно што го забележа во почетокот е извонредниот ентузијазам, барем на студентите кои што успеа да се сретне, и свесни согледуваат дека постои пад на интересот во овој тип на студии, меѓутоа падот на уписите изминативе години се бележи низ другите професии, не акутно само за студиите по новинарство. Меѓутоа уверени сме дека со овој проект може да се придонесе и со тоа што ќе се привлече нивното внимание и ќе им се даде простор на студентите да може да творат, продуцираат и да се реализираат во рамките на студиите, така да со излезот од студиите би имале веќе портфолио собствено како своји видни стручњаци. Се обидам да скратам. Dr. Bill Silcock, do you have a material to work on here in the journalists in Macedonia? Имате ли материјал да работите на новинарите во Македонија? Do you have the quality? Имаме ли квалитет? Do we have quality here that you can work on? Of course we have quality, and here's the evidence is right here with you. You're a graduate of the program. So we need to grow the next generation of people, not to take your job, but to be able to follow in the footsteps. Be helpers. To be helpers, right. The lab that you saw some pictures of just a minute ago, is so important for really three important reasons. Educating tomorrow's journalists. We'll get you over there doing some lectures, we hope. And then secondly, for current working journalists, we've met many of them, probably over 50 in our 2 visits so far, and they need some training on latest techniques, so we'll talk about that. And the third place, the lab, is a place for the public. It's a public institution, it's a public university. The dean of the law school wants to open the doors, be very transparent.
We can have important discussions and meetings in there. Everything on disinformation to how to cover politics to important issues like you've had this morning on climate change or those kinds of issues. Може полека да парафразираме, да? Секако дека квалитетот е видлив и во нашата држава, имено се се гледа и од домаќинот, кој што е алумни на правниот факултет, за кој сме особено горди, и неколку од исклучително важните намени на лабораторијата ќе бидат соработка со истакнати практичари, со истакнати новинари, кои што ќе можат и да ги вклучиме во делот наставните и екстракурикуларните активности, да предаваат и да ги подготвуваат и нашите студенти. Меѓутоа лабораторијата, односно центарот, ќе биде и простор каде што и самите новинари, практичари ќе може да се дообразуваат, доостручуваат, каде што ќе може да одржуваме работилници, обуки, тренинзи или генерално да се покрива широк спектар на јавни теми. Кетрин, прашање за вас уште едно. Колку е лесно или тешко во Македонија да се пренесе она што го носите од Соединетите Американски држави со оглед на тоа што постои диспаритет во општествените концепти во САД и во Македонија? So what are the challenges of implementing, of transferring know-how from the States to Macedonia at the moment, seeing how there are slight variations in regarding concepts of how things ought to be basically performed. But the societies, they are different. Обществата се различни. So how do you is it easy for you to transfer the information that you know to the journalists here about the concept of journalism? Дали е лесно да пренесете информацијата тука на новинарите за концептот на новинарството? I find working with the journalists, I've been fortunate in my career. I worked at CNN for many years, and I worked with many international journalists. Indeed, you've been fortunate. I've been incredibly fortunate. I've been very fortunate. And here in Macedonia, what's wonderful, I think that journalists, whether you're here in Macedonia or even in the United States, there's a passion that comes from journalists and journalism. So I think, there's skills that we can teach. It comes with the southern hemisphere. So южната хемисфера доаѓа. Exactly. So I think to transfer knowledge is actually pretty easy. I mean, I would say that journalists. I have to say, I think that many people are like born a journalist. You have to be. You have to be inquisitive, you want to learn, and so I think that journalists, here in Macedonia are very similar to the journalists in the United States. And so it's not just that the United States is we're bringing best practices, but we also learn a lot from being here in Macedonia and from the journalists here. Best experience, if not the practices, but the best experience. Го носите најголемото искуство regarding that you have a lot of strong companies, journalism companies, so затоа што имате силни novinarske kompanije. We definitely do, but also, to be here in Macedonia and work with the journalists here is that we learn a tremendous amount too. And journalists, whether it's in Macedonia or the United States, they're always innovating. So we take the innovation that we see in the States and we bring it over, but we also see the innovation that's happening here. Yes. Така да концептите, културолошките, општествените концепти, барем од оно што успеа да ги согледа Кетрин, не се толку различни и од нејзиното искуство со новинарите тука забележува дека постои сериозна посветеност кон работата, љубопитство, желба да се расте, капацитет за иновации и иако со своето нескромно долгогодишно искуство како меѓународен новинар и новинар во CNN, од она што може да го пренесе на нашите новинари, исто така истакнува дека во неколку ситуации била и во можности да научи нешто од нашите новинари тука. Човекот секогаш учи и мора да се адаптира без разлика од каде, ако сака да напредува во животот. We need to learn and to adapt all the time, every day, if we want to continue on a high level. Бил, колку е важна регионалната соработка меѓу новинарите во еден ваков регион кој што многу често знае да биде пропратен со некакви поместувања на различни нивоа од животот, да не кажеме конфликти. How important, how significant is collaboration within the region between journalists from the countries in the Balkans in general, not just the Western Balkans? I'm so glad you've mentioned that because we've had the opportunity to visit every one of the nations that are your neighbors next door. I was in Albania last week. Next week, as part of this project, we have a woman coming from Croatia, the University of Zagreb, who used to work for HRT.
and she's involved in this project. My grandparents are from Croatia. So Oh, there you go. we are connected. But because really, as Catherine was saying, it's not just a monopoly we have in the United States. There's no monopoly on ideas just because we come from New York, Washington, or Phoenix, Arizona. But we're coming here to learn, but we're coming here to share. And we're really, last thing I might share with you, Branko, we believe journalists are the schoolmasters of the people. We teach people. You had stories on this morning teaching people about garbage and the importance of deforestation in this country. We're always constantly teaching people. And we have cool technology from our telephones to these great cameras out in your studio. We'll continue to teach people in many different ways. But that teaching really happens through language. We don't speak your language, obviously, so it's nice that you have good neighbors nearby in Serbia and Montenegro, Croatia, to help learn that process and to help teach. Соработката и размената на регионалните искуства се незаменливи. Конкретно бил во текот на неговиот живот го посетувал регионот, бил тука, само минатата недела бил во Тирана, идната недела од Загреб во рамките на овој проект кај нас на правниот факултет ќе дојде на посетата и на Перишин, професорка од факултетот во Загреб, исто така и новинар. Исто така истакна дека не постои монопол во новинарството, не постои монопол на идеи, така да и создавањето, и размената, и трансмисијата на идеи помеѓу новинарите е неопходно за да има било каков иден развој и нагласи дека ние како регион, покрај сите, можеби, перцепции, имаме и многу сличности кои што не доближуваат, поврзуваат и отвараат многу прозорци за искрена соработка. Thank you for being here. Thank you for the project. Благодариме што бевте тука и благодариме за проектот. We will go on together. Продолжуваме Thank you. Yes. The doors of the studio are open for you anytime. Thank you Вратите so на much. студио се отворени за вас. Благодариме, професоре. Се надеваме Благодариме на дека вас. интердисциплинарните студии по новинарство ќе ги кренеме заедно на едно многу повисоко ниво, затоа што го заслужуваме ние новинарите тоа, нели? Го заслужувате. Благодариме. Почитувани, одиме со шпица повести, нели? Нормално.